Јас сум Михаил Здравковски, жител на општина Велес и сум ученик во гимназијата Кочо Рацин. Исто така се занимавам со промовирање на детските права, промовирање на еколошката свест, поимување на еколошката свест и затоа се наоѓам во овие настани. Јас сум Ања Трајковска и нели освен граѓанин на Велес, исто така сум дел од локалниот младински совет и сум претседателка и извршувам таа функција. И сега сме во процесот на формирање на нашата годишна програма и овде присуствував на настанов, бидејќи сакав повеќе да се информирам околу проблемите кои ја засегнуваат нашата општина. Јас сум Тона Гаштарска, исто сум дел живеам во Велес и сум дел од локалниот младински совет и толку. Јас сум Лилија Андовска, исто жител на градот Велес. Ученичка во 3-та година во гимназија во Велес и член на локалниот младински совет. Јас сум Марко Варналиев, ученик во економското училиште во Велес. Исто сум член на локален младински совет и извршувам функцијата заменик председател. Исто спортувам кајак, слалом на диви води и сум репрезентативец. Да се живее во градот Велес, особено како некоја млада личност, значи да се живее во град кој што има многу опции, многу можности за нас, кој што навистина се труди да обезбеди една поубава околина за растење и за развивање, особено нели кај тинејџерите. Во овој град имаме многу голем број на нели места каде што можеме да напредуваме, каде што можеме да го покажеме своето мислење, каде што можеме да се конектираме да се поврземе со деца од нели нашите генерации и нешто што највеќе ми се допаѓа е токму тоа што нашата општина се фокусира да обезбеди некое убаво место за нас и да не изгради во се подобри личности кои што нели ќе бидат одговорни за овој општество. Се согласувам со тоа што Михаил кажа. Бидејќи мислам дека имаме многу можности во градот, само треба нели да ги искористиме и бидејќи сум активна спортистка, ми се допаѓа тоа што има, еве на пример во градскиот парк, нели повеќе терени за одбојка на песок, тенис, било што има за трчање, има одоколу планини и врвови и ридови кои што ги искачуваме понекогаш и тоа ми се допаѓа многу, колку природата исто така. Во градов имаме многу можности, но како што кажа Ања, не се доволно искористени. И сметам дека со поголема вклученост на нас младите може да се направи поголема пробар. Јас потполно се сложувам со мислењето на Ања, Лили и Михаил. И мислам дека исто дека нема доволно заинтересираност кај нас младите за сите активности што се во овој град, но со наш мал поттик ќе се довие заинтересираност кај младите. Би рекол поучна, бидејќи на оваа работилница се запознав со многу голем број на информации кои што нели до ден денес ги немам сретното и никогаш не ми текнало да проверам на овие теми и да научам нешто ново и многу го спомнам. Може би важно. Интересно. Инклузивно. Мислам дека може да се каже инклузивно бидејќи за разлика од други работилници имаше различни возрастни групи и луѓе од различни сектори во нашата држава и беше интересно. Нешто ново, мислам дека многу не ни знаев дека вакви луѓе постојат до светов и во државава и мислам дека баш добро искуство ми е. Не знаев дека постои такво нешто кај нас блиску до градот и дека е опасно за нас, за нашите животи и дека може да влијае на нас лошо. Дека во непосредна близина на нашиот град има депонија која има и остатоци радиоактивни, така да. Не знам дека проблемот со овие депонии може да се реши на оние начини кои што нели денес ги сретнав. Да. Не нова тема, ама ваква работилница да. Особено тука во Europe House од ваков тип се скоро се активност. Нашиот интерес. Проекти за детските права, бидејќи сега во еден таков сличен
проект учествував и снимавме исто, нели, подкаст за онака дискутираме на темите, особено за Овелес, кои се проблемите и кои се решенијата и нешто слично. А да вклучи некои проблеми со животна средина кои што свативме дека влијат многу на растот и развојот кај младите, особено кај децата кои што имаат возраст под 10 години. Нешто опасно. Ѓубре. Мислам дека е повеќе од ѓубре, дека можеме на паметен начин да го искористиме и да го претвориме ѓубрето во богатство. Значи ресурс. Да, ресурс. Не конкретно. Не. Прв од скушни. Кој за закатеноста на околината и тоа, ама за фосфокипсон прв пат слушаме за тоа. Би рекол оптимистички, бидејќи свати дека се уште имаме надеж, имаме шанса да го решиме овој проблем и мислам дека е многу убаво тоа што народ полека се освестува и сваќа дека имаме уствари решенија, сега колку ќе можеме тоа да го нели реализираме, ќе ни покаже самото време и самиот труд. Се согласувам со тоа што кажа и дека општо е само подигната свеста и почнато е да се работи на тој проблем, да се мисли на можни решенија. Ја мислам дека ова е нешто ново и на кој му текнало браво и треба да се распространи на светот и да се знае што има околу нас. Има надеж. Има надеж. Важно е да бидеме едуцирани, да дознаваме нови работи за овој проблем и да пробаме заедно да го решиме. Јас се сложувам со тоа збор. Мислам дека како што кажа Лили, треба да бидеме сите едуцирани, да бидеме информирани, доколку има некој ваков проблем во околината, треба најпрво да бидат известени сите граѓани, бидејќи првиот чекор во промените е да се свати дека постои тој проблем. Потоа треба заедно да се соверат и да најдат начин нели да се најде решение кое што нема да и наштети на природата и на нивната животна околина. Мислам да бидат упорни во наоѓањето на решенија, да не се откажуваат така лесно, бидејќи колку повеќе се упорни, колку повеќе се борат за да го решат тој проблем, толку поголем резултати и ефекти има нивната работа. Да има повеќе кратки паузи. Добро. Само верувајте во себе и се ќе видите. Искам да вклучат повеќе ученици и деца и да вклучат повеќе стари лица, значи да се зголеми бројката на учесници за да се прошири целиот ефект на проектот. Треба сите да знаат за овој проблем, бидејќи не се едно. Да. И мислам дека треба да повеќе се заинтересираме за средината околу нас, бидејќи во 17 години од живот никогаш нема слушнат па се депонира. Така. На здравје! Одлично бе. Браво.